Димитар Поп Георгиев Беровски е најзначајниот македонски револуционер и борец за слобода и за создавање на македонска држава од 19-тиот век. Димитар Поп Георгиев го завршил местното првоначално училиште во Берово и второстепеното училиште во Солун, за потоа во своите младински години да стане семинарист во духовната семинарија во Одеса. Неговите способности за учење биле очигледни, така што тој со успех ја совладувал учебната материја. Но покрај способностите за учење, во неговата личност се понагласено почнала да се манифестира и склоноста кон праведност, кон сочувствување со потиснатите и кон бунтување против неправдите и против потиснувачите. Се школувал во Берово, а потоа во Солун. Затоа што потекнувал од свештеничко семејство, желбата на татко му била да заврши богословија. Пошто тогаш на Балканскиот полуостров немало многу богословски училишта, бил испратен во Одеса. Како младинец со буен темперамент и со силно пробуден дух и борбеност за правда и слобода, Димитар Поп Георгиев Беровски во Одеса по прв пат ги искусил последиците од неговиот протест против неправдите во таа средина. Имено Одеса во тоа време бил град во кој покрај многу руси и украинци имало и многубројна бегалска емиграција. Во градот имало многу бугари, турци, албанци и македонци, кои спротивставувајќи се на деспотскиот османлиски режим или учествувајќи на страната на бројните руски воени кампањи против Османлиската империја, се нашле како бегалци во Одеса. Таму сите тие вообичаено биле или амали или аргати на поседите на побогатите мештани или скитници и просијаци. Влегувајќи меѓу нив и запознавајќи се со нивните маки и неволји, а особено со маките што ги тиштеле бегалците од Македонија и од Бугарија, Димитар Поп Георгиев, бодрејќи ги, пропагирал тие да се вратат на своите огништа, да не се преселуваат во Русија, каде што обично сакале да се префрлат, да мислат на своите земји и да се борат за нивна слобода. Во Одеса, сред бегалска балканска емиграција, Поп Георгиев го поттикнувал инстинктот за бунт против тамошните неправди и агитирал за враќање во своите земји за да не се одродат од својот народ. Таму после 3-годишен престој, поради бујниот темперамент, бил исклучен од духовната семинарија и се враќа во Белград, каде се запишува на воено училиште. А немајќи храброст да се врати назад во Берово, затоа што татком бил прилично строг, како ќе го погледнал татка си во очи, тој преко Бесарабија, преко Романија, одешол во Србија и се запишал во војното училиште во Белград. И за 2 години го завршил ништо војно училиште во Белград. Нивниот пат, значи, на неграмотниот, но бунтовниот дедуљо Малешевски и на интелигентниот, интелектуално изградениот и револуционерниот водач Димитар Поп Георгиев Беровски ќе се разидува и ќе се спојува до крајот на нивните животи во повеќе значајни моменти од ослободителното движење. Имено во тоа време, на почетокот на 60-тите години на 19-тиот век, Србија имала намера да ги ослободи своите градови од присуството на турските гарнизони и со тоа да се стекне со целосна власт во сите области на својата земја. Тој во Белград, покрај со дедо Илјо Марков Малешевски, контактирал и со други истакнати македонци, како со Христо Николов Македонски, со Константин Трпков, Попот Бувски, со Ѓорѓија Пулевски, со Лука Джеров, со Јосиф Ковачев и со други, од кои повеќето ќе бидат идни македонски востаници заедно со него. После враќањето од Белград, Димитар Беровски е првиот учител, народен учител во Малешевијата, а исто така бил избран и за представник на народот пред турските и грчките црковни власти. Честите посети на Димитар Беровски кај поп Стојан во Разловци, откако постанал негов зет, му допринеле да ја тој согледа целосната поставеност овде во селото, односите меѓу турскиот пољак Алиман и поп Стојан и да се одлучи Разловци да го избере како место кај што треба да се
da se delува револуционерно, односно да се подготвува револуционерен настан. Димитар Попгеоргиев веќе во тие години мислел на автономија на Македонија и на нејзино ослободување од турско робство. Во тој негов сон и порив, Димитар Попгеоргиев на Македонија гледал како на земја која имала славно минато, силна држава и прочуени кралеви, какви што биле Филип II и Александар III Македонски. Македонија во далечното минато ја гледал како напредна и просветена земја, која го дала и Аристотела филозофот, а во негово време како опустошена и унижена земја, на беден и онеправдан народ. Поради тоа, Попгеоргиев мечтаел сите своји сили да ги посвети на борбата за слобода на Македонија, на таа славна земја на Филип и на Александар Македонски и на Аристотел филозоф, како што подоцна во екот на македонското кресненско востание ќе напише во преамбулата на правилата на уставот на Македонскиот востанички комитет. Интересен е и фактот дека Димитар Попгеоргиев Беровски припаѓал на тогаш распространетата идеја според која тогашните македонци, тие од тогашното актуелно време, биле потомци на старите македонци, кои пак биле исто така словени како нив. Затоа широко идејно и политичко течение среде македонците од времето на Димитар Попгеоргиев Беровски опширно пишувале и тогашните бугарски општественици и публицисти, какви што биле Петко Рачев Славејков, Стефан Салганџиев, Петар Карапетров и други, а среде македонците таа идеја и определба се среќава кај Киријак Држиловиќ, кај Ѓорѓе Пулевски, кај Димитар Попгеоргиев, кај Константин Бувски, кај Македонскиот востанички комитет од 1878-та, кај привремената влада на Македонија во 1880-та и 1881 година, кај Малешевските востаници и војводи кои се обратиле со писмо до англискиот генерален конзул во Солун, неговата екселенција Едмонд Фицморис, во ноември 1878 година и кај многу други од тоа, но и од подоцнежно време. Со тоа и такво значење, Димитар Попгеоргиев, како и повеќе други македонци, се потпишувал со додавката Македонски, често заменувајќи го своето фамилиарно презиме со тој атрибут. Дека тоа било знак на негова народна идентификација, зборува и неговото становиште дека во Македонија, посебно во нејзините средишни делови, каде што според него немало мешање со други народи, живееле чисти славјани, кои се држале до обичаите, кои се облекувале и изгледале како оние суштински стари грчки варвари. Тоа Попгеоргиев му го соопштува на Стефан Верковиќ во писмото од 27. октомври 1862 година, во кое покрај таквиот негов став го соопштува и своето уверување дека за трудот на Верковиќ да ја истражи и опише Македонија, вечно ќе му бидат благодарни синовите на Македонија. И подоцна Димитар Попгеоргиев ќе ги истакнува истите ставови при што својата татковина постојано ќе ја именува како Македонија, како македонска земја, како земја на славните антички кралеви и на словенските просветители, светите Кирил и Методий. При тоа, востанијата кои што тој ги организирал и предводел, секогаш ги именувал како македонски востанија. Нивните цели ги дефинирал со ослободување на Македонија, а институциите и органите на востанијата секогаш ги именувал со македонско име, како штаб на македонското востание, началник на штабот на македонското востание, македонски востаници, македонска војска, македонски комитет, македонски војводи и така натаму. Токму таквата свест и идеологија на младиот Димитар Попгеоргиев му овозможила веднаш по враќањето од Белград во родното Берово, некаде во 1865 година, јасно да ја насочи својата активност и јасно да ги постави потребите и барањата на неговите сограѓани, а подоцна и на неговите соотчественици, македонци. Во таа смисла, првата задача што си ја поставил Попгеоргиев била ослободување од грчкото просветно и духовно туторство. Не можел да
да го поднесува духовното присуство на грчката патриаршија и активно се вклучил, дури бил еден од организаторите на бунтот против грчкиот владика. Со тие улоги и уште повеќе со неговата посветеност на делото за целосно ослободување од грчката духовна превласт, Димитар Попгеоргиев во 1867 година веќе бил евидентиран како еден од организаторите и учесниците на така наречениот прв Малешевски бунт против грчкиот владика Еротеј Комбајанис. Некои приврзаници на Еротеј од Пехчево ќе потплатат човек кој ќе има за задача да изврши атентат на Беровски. Но успешно Беровски го избегнува атентатот и така продолжуваат неговите понатамошни активности. Сепак, решавачкиот удар против грчкиот владика Комбајанис и против грчката патријаршиска власт во Малешево, Поп Георгиев и неговите сограѓани малешевци го нанеле во 1874 година на празникот Богородица Балаклија. На тој ден малешевци решиле да го истераат владиката Еротеј Комбајанис од Малешево, не признавајќи го за свој јереј. Владиката Комбајанис, знаејќи за таа намера, дошол во Малешево во придружба на турски заптии, начело со Мудирот. 15.000 разгневени малешевци, начело со Димитар Попгеоргиев Беровски, се нафрлиле врз владиката и врз неговата придружба. Разоружувајќи ги заптиите и Мудирот, кои замолиле да не пострада владиката, најпогредно го изгониле Еротеј Комбајанис. Ниту тој, ниту кој да е друг грчки свештеник потоа не се вратил во Малешевијата. По тој чин, турските власти почнале со апсења и малтретирања на малешевци, барајќи го нивниот водач Димитар Попгеоргиев. Како народен учител, представник на народот пред црковните власти, бил прогонуван и во Солун 1874 година формира еден кружок заедно со неговите браќа и други револуционери кои престојувале во тоа време во Солун и на идеја после бугарското априлско востание и босанско-херцеговачкото го организира првиот бунт или востание во селото Разловци 1876 година. Во Солун, минувајќи го времето илегално, Димитар Попгеоргиев се поврзал со повеќе македонци од други краишта на Македонија, кои имале исти или слични сваќања како него за црковното прашање во Македонија. Тогаш се родила идејата македонците да се емаципираат и од екзархијата и од патриаршијата. Зошто? Затоа што македонската интелигенција сватила дека и патриаршијата и бугарската екзархија ги делат македонските епархии и со тоа спремат Милет системот, ако македонците бидат прогласени за Румет Милет, што значи грчки народ, или бидат прогласени за Булгар Милет, пак спремат турскиот шеријатско право ќе бидат наречени Булгар Милет, а тие не сакале да бидат ни едно ни друго, сакале да си имат своја црква, затоа барале својата црква, Охридската архиепископија, да добие своја автокефалност, своја самостојност. Поради тоа незадоволство, среда македонците се зародило пошироко движење за обнова на Охридската архиепископија како македонска црква, која во унија со папата ќе ги постави духовните, просветните и народните потреби врз македонски основи, предпочитувајќи ги македонските разбирања за посебен народ, културен и духовен развиток. Тоа движење, познато како унијатско, било раководено од Солун, а во него како главни раководители биле Димитар Попгеоргиев од Малешевската општина, Никола Хазаров од Дојранската општина, Коста Сарафов од Драмската општина, Поп Харитон Карпузов од Неврокопската општина, Аверки Зографски, Светогорски архимандрит, Поп Петар Димитров од Солунската општина и други. Го гледаме тука Димитар Попгеоргиев Беровски во борбата веќе
за диференцирање на македонците од бугарите, бидејќи со грците веќе завршија до 70-тите години, се ослободија од грчката хегемонија, но веќе ова втора, блиска, сродна, и по дух, и по историја, и по род, ако сакаме, групација и кауза бугарска, станала многу поделикатна и многу поопасна за завладување на духовите и на интересите на Македонија. Руската дипломатија, која што цело време стоела за Бугарија, па и бугарските власти сватиле, кои никако не сакале да дозволат да се создаде Македонска православна црква, макар и на унијатска основа, не можеле да дозволат тоа да се реализира. Бугарските општественици успеа пред Русија да издействуваат, Русија да се спротистави на влегување, на создавање на унијатска црква во Македонија и слободно припојување на сите македонски општини во Унија, образложувајќи дека на тој начин Запад ќе дојде политички да влијае во Македонија, тоа Русија не може да се го дозволи. Затоа веднаш турските власти презреле да го сменат Миткат Паша, кој што на одреден начин ја поддржувал ова Унија на македонците да добијат автокефална црква, макар и на унијатска основа. Освен тоа го смениле и епископот Нил Смоленски, кој што требало да застане на чело на ова автокефална македонска црква на унијатска основа. Веќе во декември 1875 година поп Георгиев запиша: се враќам во Македонија, бидејќи решението за Македонија мора да падне во Македонија. Решен сум да организирам востание, бидејќи ова преку унијатската акција и преку процедурите пред турските власти не може ништо да се добие. Што значи веќе поп Георгиев влезе и во последната фаза со револуција да се спротистави на подвластената позиција, на неизвестната иднина на Македонија. Меѓутоа, осведочувајќи се дека тоа било поопшто македонско движење, кое преку црковното издвојување имало намера да го издвои народното, националното македонско прашање од бугарското, Петко Рачев Славејков до екзархот Антим, а по неговата оставка во тоа време и до екзархот Јосиф, возбудено напишал: се родила во тукашните патриоти погубната мисла за наметнување на своето местно наречие и за своја особена македонска иерархија. Хидрата е разиграна на многу места во Македонија. Се внушува мислата дека тие не се бугари, туку се македонци, Александрови потомци. Тие мисли достигнаа да се распространат доволно за да ја насочат погубната мисла за одделување на црковно поле. И не само на црковно. Искрено можам да ви кажам дека ако монсеньор Нил Смоленски се врати со Ферман, тогаш ќе се расклатат сите други македонски епархии и тогаш можеме да кажеме збогум Македонијо. Поради тоа, Петко Рачев Славејков инсистирал да биде интервенирано пред султанот од високо место, од Русија, за да не се случило Македонија да дојде под влијание на западните земји. Русија, заради своји интереси, направила таква интервенција, а султанот, исто така од своји мотиви, да ја спречи македонската народна хомогенизација и стремежите на македонците за автономија, го одбил барањето на македонските општини. Тогаш, во 1875 година, Димитар Поп Георгиев во Солун бил сведок на се поголемо префрлање на турски војски во Босна и Херцеговина, каде што веќе било кренато востание, на чело со Мичо Љуби Братич. По тој повод, Поп Георгиев запишал во својот дневник: Известувањата за херцеговските акции, движењето на турските војски и мојата положба станаа за мене еднакво неподносливи. Од ден на ден во мене растеше нетрпеливост и во декември 1875 година решив да организирам востание во Македонија. За таа цел, Поп Георгиев порачал во Солун да дојдат неговиот тест, Поп Стојан од Разловци, и Костадин Карчов, негов пријател и доверлив човек. На средбата во Солун, Поп Георгиев ги запознал со намерата за востание.
Им соопштил дека Херцеговското востание било само почеток на општ востанички бран на Балканот, дека во војната со турците ќе се вмешаат и Србија и Романија, а и Русија немало да седи настрана. Затоа и Македонија требало да востане, за да си ги постигне своите цели, кои не можеле да се остварат преку црковното прашање, молејќи ја турската власт и администрација. Им кажал дека било потребно да издржат на почетокот, додека да дојде помошта од Србија и од Романија, и дека Дедо Илјо Мелешевски ќе прискокнал со над 300 четници. Поп Стојан Разловски и Костадин Карчов ја прифатиле идејата за востание. Тие со тоа станале првата посветена и организирана востаничка тројка. Во Солунскиот револуционерен кружок, покрај Димитар Поп Георгиев, членови биле и браќата на Димитар, Поп Иван и Костадин Поп Георгиеви. Потоа Костадин Поп Стојанов, Поп Петар Солунски, содружник на Поп Георгиев од Унијатското движење, браќата Еврови, подоцна членови и на тајниот македонски комитет со Темко Попов, Стојан Цоцов, Гоге Ширков, Костадин Карчов и двете учителки Баба Недела и Станислава. Во тоа време, на самиот почеток на 1876 година, почнало забрзано купување и подготвување на се што било потребно за востанието. Се купувале пушки, револвери, барут, чаури, куршуми, се правеле опинци, се плетеле калчуни и слично. Димитар Поп Георгиев на двете учителки, на Баба Недела и на нејзината ќерка Станислава, им порачал да направат македонско востаничко знаме, на кое ќе го навезат македонскиот грб од стематографијата од грбовникот на Кристофер Жефарович. Знамето било црвено, со жолто поле, на кое бил навезен македонскиот земски грб, разјарен, лав, пред кого стоел надпис Македонија, и две ленти на кои пишувало «Станете» и «Да ви освобода». Со знамето, со оружјето и со другите работи за востанието, Поп Георгиев и неговите содружници со караван тргнале за Малешево. Стигнувајќи на местото, се увериле дека и Поп Стојан, од своја страна, успеал да формира револуционерна конспирација, да воведе поголем број луѓе во подготовките, да набави оружје, барут, да формира револуционерни групи и да одржи советувања за идната борба. По спојувањето на двете групи, Димитар Поп Георгиев и Поп Стојан решиле востанието добро да го подготват, да извршат поширока пропаганда, да спроведат обука, да разработат тактика, да поделат задачи на востаничките дружини на теренот и слично. За таа цел формирале две помали чети кои требало да го обиколат Малешевско, Пијанечко, Виничко, Радовишко и Струмичко. Меѓутоа, пред да ги завршат предвидените обиколки на споменатите околии и пред добро да ја усогласат организацијската работа и соработката меѓу нив, во Разловци на 7 мај пристигнале турски заптии и тапиџии, кои се посомневале дека се готви конспирација против власта. Уапсиле десетина селани за да ги носат во Царево село и за да ги подложат на истрага. Над селото, во местноста Калаџерџево, на планината Средна, се наоѓале 30 вооружени селани заедно со Поп Георгиев и Поп Стојан. Провокацијата од турска страна била сериозна закана да биде разоткриена целата тајна работа и со тоа да пропадне востаничката акција пред таа и да започне. Тогаш било решено со курири да се известат околните села и Беровци и Владимировци, каде што имало поголем број приврзаници за востанието, утредента да ја чекаат четата на Поп Георгиев и да се приклучат на востанието кое веќе било објавено за 8 мај 1876 година. На планината Средна, во местноста Калаџерџево, на 7 спроти 8 мај, се собрале уште 30 вооружени востаници. И од тие вкупно 60 востаници биле образувани две чети. Едната, начело со Поп Георгиев, тргнала за Малешево, а другата, раководена од Цоне Спасов и од Поп Стојан, останала во Разловци. Дел од последната, 12 востаници, ги нападнале дојдените турци во селото, ги запалиле ановите и со тоа го започнале востанието познато како Разловечко востание. Дошло до воодушевување кај местното население. Местното население видело како сега македонскиот народ е спремен и турски глави да се колат. Во тоа е воодушевување
било решено восстанието веднаш да започне. За водача на восстанието бил прогласител Димитрije Беровски. Четата на Димитар Попгеоргиев на пат кон Берово и Владимирово во селото Митрашинци се вчекала со турски вод, при што се заврзала борба во која Попгеоргиев бил ранет во главата, но куршумот се задржал меѓу кожата и черепот, без да направи поголема штета. Борбата продолжила, при што турскиот вод бил разбиен и ја напуштил битката. Попгеоргиев самиот си го извадил куршумот и спротивно на првиот план, а и поради доцнењето на четата на Цоне Спасов и на Поп Стојан, решил да се врати во Разловци и да види што се случува таму. Во Разловци битката со турците се развлекла, но и завршила, така што селаните од Разловци се повлекле во планината со четата на Поп Стојан и на Цоне Спасов. Со враќањето на четата на Димитар Попгеоргиев, двете чети имале судир со турски башибозук, дојден да го пали и да го плячка испразнетото Разловци. Во судирот пострадале 17 селани, а паднале и повеќе жртви од башибозукот. Со споменатите акции на власта и станало јасно дека, слично како и востанијата во Херцеговина и во Бугарија, на востание се кренале и македонците, така што кон Малешево власта испратила покрупни единици од армијата за да го заобиколат Малешево и да го уништат востаничкиот оган во неговиот корен. Така во Струмица и во Радовиш биле распоредени 500 војници, во Мелник и во Петрич вкупно 1000 војници и во Горна Џумаја уште 1000 војници. Затоа Попгеоргиев решил да ги избегнува судирите со Аскерот, маневрирајќи по теренот за да ја зачува четата за следна шанса за востание. Со таква намера Попгеоргиев тргнал кон Беласица, за Петричко и Мелничко, но таму, кај селото Стињак, бил пречекан од поголема група Аскер, доведена од братот на стињскиот поп, кој ја предал четата. По жестока битка, Попгеоргиев го пробил обрачот и се вратил кон Огражден, создавајќи представа дека се враќа за Малешево. Избегнувајќи или судирајќи се со потерите, сепак успеал конечно да се ослободи од нив и да тргне кон Ќустендил. Востанието траело кратко, но значено е што е прво кое е организирано во село, прво организирано востание во Македонија за ослободување од турска власт. И после тоа не престанува револуционерната активност на Димитар Беровски. Се префрла во Бугарија и таму го организира веќе по масовното, по значење, второ востание, кое во литературата е познато како Креснеско, но во сите документи било наречено Македонско востание. Пролетта 1877 година Попгеоргиев и четата се вратиле во Малешево, каде што исто така биле добро примени од селаните и биле запознаени со настаните по битките во Разловци, Митрашинци и Лаки во 1876 година. Дознале дека голем број малешевци, пијанчани, кочанчани, радовишани и струмичани биле малтретирани и мачени и дека затворите во Пехчево, Струмица, Ќустендил, Скопје, Серес и во Солун биле преполни со осомничени и дека голем број од нив биле заточени или обесени. Бугарската страна веднаш ја забележа личноста и намерите на Димитар Попгеоргиев Беровски, особено кога тој стана водач на Кресненското востание, па постојано укажуваше дека Димитар Попгеоргиев крои големи планови. Тој има за намера да ја ослободува Македонија, на бугарската страна не и беше намера да се ослободува Македонија, туку да се крева шум, бидејќи бугарите знаеа дека русите нема да дозволат едно успешно македонско востание, затоа што дадоа збор на Берлинскиот конгрес дека Македонија останува во Бугарија. Во Пијанечко, каде што се наоѓало седиштето на пошироката Пијанечко-Малешевска околија, била формирана слободна територија со управни совети, со полициски тела и со селски стражи. Привремената управа била заокружена со избор на окружен совет во Царево село, денешно Делчево, во кој како членови влегле Иванчо Поп Иванов, Ангел Чипов, Никола Тодоров, Димитар Бојаджиев, Мицо Киселички, Ангел Чорбаджиски, Анастас Иванов, Моне Арсов Штипски, Амид Кадисли, Мула Мехмет Сулев и Сулејман Грчев. По тој чин, како што ќе запише Костадин Поп Стојанов,
шурата на поп Георгиев, во неговите спомени за првото македонско востание, за Разловечкото востание, погледите на Илија Марков Малешевски и на Димитар Поп Георгиев Беровски и задачите кои произлегуваа од нивните стремежи биле сврзани со подалечна цел. Тие брзаа да го постигнат замисленото. Нивниот пат се протегаше на југ и допираше до Бело море. Преокупирана со такви цели и сообразена со околностите, целата четничка формација на чело со Илија Марков Малешевски се поместила кон Струма и почнала да действува кон југ. Кон тие чети, во кои била и таа на Димитар Поп Георгиев Беровски, се приклучиле и местните чети, како тие на Ѓорѓи Око, на Костадија, на Златко од Палат, на Поп Димитар Рибнички, на Торолинко, на Котрулјо, на Иван Козаров и многу други. Меѓутоа, тој процес бил прекинат со тоа што на Илија Марков Малешевски му било пренесено барањето на командантот на руските армии, великиот кнез Николај Николаевич, дека прашањето за границите и за статусот на земјите, значи и за Македонија, ќе биле решавани на идниот конгрес на големите европски сили, закажан за 13 јуни во Берлин. Решенијата на тој конгрес биле познати кон половината на јули 1878 година, според кој Македонија и натаму останувала под власт на султанот, со тоа што ќе биле направени реформи во смисла на провинциски, на локални самоуправи и на правно подобрување на положбата на немуслиманското население. Но со постигнувањето на Берлинскиот мировен договор, за кој што они веќе имале информации преку релациите на дедо Илјо Малешевски со војните кругови, со руските војни кругови уште пред мирот, значи за сето тоа што се случува и што ќе се случува, од кога дефинитивно со Берлинскиот договор не е постигната ослободителната цел за Македонија, значи, продолжуваат стремежите за понатамошно организирање на таа ослободителна борба. Во Македонија, по повод тие решенија настанале силни реакции, а идејата за реформи била наречена глупава фраза. Во август 1878 година било решено есента да се крене општо македонско востание против турската власт во Македонија. По тие подготовки, востанието било објавено со нападот на востаниците на турскиот гарнизон во Кресна на 5 октомври 1878 година. Нападот го извршиле востаниците селани на селата Влахи, Оштава и Кресна, заедно со четите предводени од Стојан Карастоилов, Коста Кукуто, Стојо Торолинко и Крсто Аризанов. Битката била целосно добиена. Во врска со тоа, Димитар Поп Георгиев го испратил следното соопштение до македонските благотворителни комитети. Ние, македонските востаници, го следиме своето дело. Вчера водевме битка 18 часа со 2 булука редовна турска војска. Битката заврши со 1 убиен и 3 ранети од нас. Од турците има 9 убиено, 11 ранети, 111 заробени војници, 2 заробени офицери со нивното оружје и материјал, односно 149 пушки, поголема количина патрони, 12 коњи и повеќе вреки брашно, ориз и друго. При самиот почеток на востанието, Димитар Поп Георгиев бил избран од востаниците и од војводите за началник на штабот на македонското востание. Тој ги поставил главните правци на стратегијата и на тактиката на востанието. Тие се состоеле во постапно и систематско ширење на востанието, во ослободување на територијата и во избор на востанички и цивилни органи на власт за секое место и за секој округ. Неговата мисла била поврзана со крупни планови, со ослободување на Македонија и со стекнување на автономија. Поради тоа, во ново формираното бугарско кнежевство не гледале со добро око на Поп Георгиев и на неговите планови.
Тие очекувале востанието во Македонија да представува еден вид протест против неприфаќањето на Сан-Стефанскиот проект од страна на западните европски сили. Тоа да биде спротивставување на божемното делење на бугарскиот народ во кој го вбројувале и македонскиот народ. Меѓутоа, ниту Димитар Поп Георгиев, ниту македонските востаници не сакале да ја пролеваат својата крв за кнежевството на бугарскиот народ. Тие се кренале за слобода и за автономија на Македонија, а не за држава на друг народ, па нека тој е и братски словенски народ. Тоа ги усложнило односите меѓу востаниците и спомагателните, благотворителните комитети во кнежевството Бугарија, формирани и помагани главно од македонските бегалски средини во Бугарија. Усложнувањето се јавило како резултат на тоа што бугарската водечка политичка и општествена средина никако не се помирувала со губењето на Македонија и со откажувањето од претензијата кон неа. Затоа тие формирале бугарски политички комитети, наречени Единство, меѓу кои главна улога играле Софискиот, предводен од митрополит Мелетиј, и Великотреновскиот, предводен од Стефан Стамболов, подоцна регент и председател на бугарската влада. Тие комитети не така тешко ги ставиле под своја команда благотворителните комитети. И не така тешко меѓу бегалската и емигрантска македонска средина во Бугарија нашле јаничари за својата политика. За таа политика, бугарските комитети, а посебно Софискиот комитет, начело со Мелетиј, се служеле и со странци, кои како доброволци се вклучувале или пак биле испраќани од бугарските комитети да се вклучат во востанието, како послушни инструменти на нивната политика. Во редовите на македонските востаници тие испратиле и странски елемент, како што ќе бидат неколку авантурџешки елементи на еден руски мајор Калмиков, на еден полски мајор Војткевиќ, кои што дошле во Македонија и потикнати од тие комитети формирани во Солун и во Велико Трново или во Кјустендил, поддржувани од ними, за да предизвикуваат шум и немири во Македонија и пред европската јавност да покажат дека Македонија е дел од Бугарија. Таа комитетска политика и тактика Димитар Поп Георгиев и другите македонски војводи ја оцениле како престапна во однос на светото народно дело и како поигрување и тргување со животите и со крвта на невиното население. Стоејќи на тие спротивни позиции, Димитар Поп Георгиев, како началник на штабот на македонското востание, и македонските војводи Стојан Карастоилов, Димитар Трифунов, Коста Николов, Крсто Аризанов, Иван Капчев, Ѓорѓија Пулевски, Орчо војвода, поп Костадин Бувски, Алекса Филипов и секретарот на штабот Карамфилов ги исклучиле и ја истерале од востанието Адама Калмиков и Луј Војткевиќ, како луѓе кои нанеле многу штети на ослободителното дело. По тој чин, целокупното раководење со востанието зависело од македонските челници, пошто тоа успешно се проширило во Џумајско, Малешевско, Мелничко, Драмско и Петричко, ослободувајќи 54 населени места со 32.000 жители. Во сите тие места биле избрани органи на народната власт, како и општо полициско началство, со задача да се одржува ред на ослободителната територија, да врши регрутација на востаници и да прибира средства за потребите на востанието. Поради се поголемата манифестација на внатрешниот македонски карактер на востанието и на неговите цели, зашто како главен го сметале Димитар Поп Георгиев, Софискиот комитет решил до минимум да се намалат доставките на оружје, муниција и пополни со доброволци и да се издаде наредба на послушните војводи странци да се нападне Разлог и Разлошко, при што специјално бил испратен и бугарскиот доброволец Братан Маринов со 12 четници. По тие судири, Димитар Поп Георгиев и македонските војводи сплотени околу него донеле ново устројство на востанието, со кое ги избришале сите улоги и позиции на странците во востанието, например и улогата на така наречен атаман, еден вид воен командант на востанието што дотогаш ја имал Адам Калмиков, и потоа направиле нов распоред на одделенијата и на војводите, при што за главен војвода бил избран најавторитетниот македонски војвода Стојан Карастоилов.
Востанието напредувало и одолевало на нападите на турската војска, меѓутоа не мирувала ниту бугарската страна. На 23. октомври 1878 година го викаат поп Георгиев во Џумаја да ги објасни решенијата за исклучување на Калмиков и Војткевич од востанието. Македонските војводи не го пуштаат, бидејќи слутат завера. Наместо поп Георгиев оди војвода Филипов, но комитетот инсистира да се појави поп Георгиев. Тој на 30. октомври 1878 година решил да оди за Џумаја, надевајќи се дека ќе ја разјасни штетната дејност на Калмиков и Војткевич и дека ќе најде на добросовесност кон борбата и жртвите на македонските востаници, не знаејќи при тоа за одлуките и наредбите на Софискиот комитет. Во Џумаја, поп Георгиев бил безобзирно нападнат од комисијата и наклеветен од Калмиков и Војткевич. При тоа му било соопштено дека е сменет од функцијата началник на штабот, како не баре да бил поставен на таа функција од Софискиот комитет. Гледајќи дека станува збор за узурпација на македонското востание од страна на оние од кои се очекувала помош и добросовесност, без да се мешаат во самото востание, Димитар поп Георгиев се спротивставил на решенијата на Софискиот комитет, но при тоа бил соочен со ризик по сопствениот живот. Меѓутоа, од срам кон делото на поп Георгиев, сепак Џумајскиот комитет не се решил да го уапси, ниту пак да го загрози водачот на македонското востание, но само решил да го оневозможи да се врати на востаничка територија. По тој чин, војводите и востаниците почнале да го напуштаат востанието, насетувајќи завера. Наскоро, на подмолен начин, бил убиен Стојан Карастоилов и биле загрозени неговите приврзаници, со што востанието тргнало по удолнина. Димитрije Беровски, заедно со своите најблиски македонски соработници, ја статиле политиката на бугарската влада и се обиделе и ги вратиле назад овие аматурички елементи, сакале да го продолжат востанието самостојно, затоа што сакале пред европската јавност да покаже дека Македонија земја посебна, не е бугарска. Меѓутоа, во тоа не можеле до крај да се искажат или да тоа нешто да го реализират, затоа што овие комитети, особено комитетот Софиски, се уфрлил во јадрото на востанието и во една темна ноќ го убиле првиот војвода на спиење со неколку негови востаници, Карастоилов, а Димитрije Беровски, после повеќе перипети, го натерале да оди најпрво во Кјустендил, а потоа во Горна Џумаја и на два пати да биде заробен затворен. Во меѓувреме, Димитар поп Георгиев успел да дознае за трагичниот тек на востанието и со писмо се обратил до Натанаил Охридски, кој ја играл улогата на општ раководител на востанието, признат и од бугарските центри како таков и почитуван и од востаничките институции. Во тоа писмо, поп Георгиев му соопштил дека до неговото заминување востанието го оставил победоносно и раширено во 5 окрузи, дека сето тоа било негово дело и дело на македонските војводи и востаници, и дека сега, за чудо големо, странците играат театар со светото народно дело. При тоа, поп Георгиев побарал од Натанаила Охридски помош за да се врати во востанието и да се обиде да ја поправи состојбата. Слично писмо упатил и до Џумајскиот комитет. И Натанаил Охридски и Џумајскиот комитет по 3-неделно отсуство му одобриле на Димитар поп Георгиев да се врати во востанието, но не како началник на штабот и не на левата страна на Струма, туку на другата, во така наречениот Каршијак, како четоводец. Неговиот авторитет и посветеност кон делото одново го оживеале востанието. Селаните се вратиле во востанието, војводите се прибрале. Поп Георгиев изработил ново устројство, поставил селски стражи, биле избрани старешински совети, бил избран војвода Златко од село Палат за капетан и судија за сите села од Каршијакот и бил усвоен правилник по кој ќе се раководи војвода Златко во својата работа. Била формирана востаничка војска од 600 души, во 3 табори од по 200, покрај четите кои се приклучиле кон поп Георгиев. Тие промени, начело со поп Георгиев, ја обновиле надежта во успех на делото, така што биле постигнати големи успеси во борбата со турците на таа страна на Струма.
Така, например, во битката кај село Лебница била разбиена група од 400 турски војници. Тие вести од востанието, меѓутоа, за бугарските кругови и лакеи биле знак дека поп Георгиев одново почнал да крои големи планови надвор од нивната политика и тактика за востанието, тоест надвор од нивната манипулација со истото. Па затоа тој пат решиле да го уапсат и да го затворат и конечно да го отстранат поп Георгиев од востанието. Тоа и го сториле, го уапсиле и го затвориле поп Георгиева во Горна Џумаја. Со тоа му ставиле и крај на големото македонско востание од 1878 и 1879 година. По тој период Димитар поп Георгиев се населил во Ќустендилско, во село Долна Грашчица, бидувајќи блиску и дружејќи се редовно со дедо Илјо Мелешевски. Подоцна, кога се формирала тајната македонско-одринска револуционерна организација, Димитар поп Георгиев соработувал со Гоце Делчев. Како доверливо лице на организацијата, Димитар поп Георгиев бил одговорен за префрлање оружје на македонска територија за новата генерација борци за слобода и автономија на Македонија. И затоа сметаме дека Димитрije Беровски е спојка меѓу она востаничко движење во текот на големата источна криза и подоцна она кој што ќе формира македонската револуционерна организација. Од тие причини сметаме дека Димитрije Беровски е најкрупна фигура во македонската национална историја во 19 век, дотолку повеќе што денеска, например, конкретно од бугарската историографија, која што најмногу ни е експлоатирана нашата национална историја и се што е македонско го прикажува како бугарско, за Димитрije Беровски немаат многу што да кажат, затоа што Димитрije Беровски бил на чисти македонски национални принципи. Димитар поп Георгиев Беровски, според мое длабоко уверување, представува најзначајна личност од македонската револуционерна историја не само за 19 век, дури мислам дека тој е начело на револуционерните личности од било кои генерации до формирањето на македонската држава во 1944 година.